Здраво и добре дојдовте во лекција 4 од нашиот модул за следење на социјалните медиуми со помош на вештачка интелигенција. Денес ќе навлеземе во, можеби, најважниот дел од социјалното слушање, што всушност правите со увидите што ги добивате. Веќе разгледавме како се собираат податоци и како вештачката интелигенција и обработката на природен јазик помагаат во нивната анализа. Но податоците, дури и најпрецизно означените или најелегантно визуализираните, значат многу малку ако не доведат до акција. Социјалното слушање не е само да слушнете што зборуваат луѓето, туку да научите од тоа и да направите нешто со тоа знаење. Затоа, во оваа сесија ќе се фокусираме на 5 клучни работи. Прво, како увидите да станат применливи. Второ, идентификување на потребите и преференциите на клиентите. Трето, подобрување на маркетинг стратегиите. Четврто, информирање на одговорите при кризи и односи со јавноста. Петто, мерење на влијанието од вашите напори за слушање. И како и секогаш, ќе ја засноваме лекцијата на реални примери за да покажеме како брендовите го претвораат слушањето во раст. Ајде да почнеме со појаснување што всушност представува еден увид. Да се каже дека оваа недела имавме 3000 исполнувања е податок. Да се каже дека многу луѓе се пожалија на доцнење на испораките и наблюдување. Но, да се каже дека нашата политика за испорака можеби го нарушува задржувањето на клиентите. Треба да ги прегледаме времињата на испорака и подобро да комуницираме за доцнењата. Тоа е увид. Па, како да преминеме од бучава до нијанса? Почнувате со анализа на социјалните трендови со одредена цел. Прашајте се, што навистина ни кажува овој тренд? Што би можело да го предизвикува? И најважно, каква акција ни сугерира тоа? Да речеме дека забележувате пораст на пофалби за ново воведена функција на производот. Акцијата може да биде да ја промовирате таа функција поистакнато на вашата веб страница. Или, ако се појавува повторлива жалба, например, за лоша употребливост на мобилната апликација, директно ја пренесувате до вашиот акс тим и можеби објавувате план за развој за да им покажете на корисниците дека работите на тоа. Добра пракса е да ги документирате увидите заедно со препораките. Не доставувајте само графикон до вашиот маркетинг менеджер. Кажете им, еве што е во тренд и еве што мислиме дека треба да се случи следно. Најдобрите тимови за социјално слушање редовно одржуваат состаноци со тимовите за производи, корисничка поддршка и комуникации. Овие увидите се прелеваат низ одделите и создаваат заедничка повратна врска и акција. Социјалните медиуми се златен рудник за разбирање на потребите на клиентите. Затоа што е нефилтрирано, непобарано и во изобилство. Да замислиме дека управувате со софтверски производ. Постојано гледате твитови како: сакам оваа апликација да ми дозволи да експортирам во ПИВ. Сега не добивате само барања за нови функции, туку добивате и пазарно истражување во живо и во реални услови. Со следење на повторливите барања или фрустрации, почнувате да градите жива листа на болки и преференции на клиентите. Пренесете во тоа до вашиот тим за производи со целосен контекст. Покажете колку често се спомнува, колку се страсни корисниците и какво е нивното мислење. Ајде да го земеме Кока-кола како пример. Тие забележаа дека на купувачите не им се допаѓа вкусот на Кока-кола Зеро. Наместо да го игнорираат тоа, го преформулираа производот и јавно го признаа фидбекот. Тоа не е само добра стратегија, туку и паметно истражување и развој, поттикнато од слушање на клиентите. И тука има една важна нијанса. Потребите не секогаш звучат како директни барања. Понекогаш луѓето измислуваат нови начини како да го користат вашиот производ. Добар пример за тоа е Лего. Возрасни корисници создаваа напредни роботски хакови со Лего комплеките. Наместо да го игнорира ова, Лего се вклучи активно, создавајќи нови комплети за хобисти и едукатори. Тие отклучија нов пазар преку креативно слушање. Па, како да го примените ова? Каталогизирајте ги барањата и предлозите. Следете ги трендовите во користењето и однесувањето за преправување на производот. Следете во расположението поврзано со постоечките функции. И јасно комуницирајте ги овие сознанија до вашите развојни тимови. На овој начин, вашето социјално слушање станува стратешки адут за иновации. Сега, ајде да зборуваме за тоа како слушањето го изострува вашиот маркетинг. Слушањето ви кажува што луѓето обожаваат кај вашиот бренд, што не разбираат, кој јазик го користат и што е тренд во нивниот свет. Почнете со јазикот. Ако вашите клиенти го нарекуваат вашиот производ со одреден сленг или емотикони, искористете го тоа. Тоа го прави вашиот бренд да изгледа познат и во тек со времето. Ако откриете дека луѓето обожаваат одреден аспект, например одржливоста на вашето пакување, тоа треба да биде во фокусот на вашата следна кампања.
Од друга страна, ако вашата публика смета дека вашата услуга е преценета поради недостаток на разбирање, вашиот следен блог или инфографик треба да ја објасни вредноста зад вашите цени. Социјалното слушање исто така открива празнини во содржината. Ако многу корисници прашуваат како да го користам овој производ за задачак, погоди што, тоа е совршена можност за видео со упатства. Дозволете ми да ви дадам еден познат пример. Вендис. Нивниот тим на Твитер е легендарен по тоа што ги претвора твитовите во реално време во бренд моменти. Еден корисник на шега побара бесплатни нагетси цела година. Вендис се вклучи во шегата и твитот стана вирален. Брендот го искористи тоа со кампања со лесен и забавен тон. Тоа е слушање што се претвори во врева. Следењето трендови исто толку моќно. Да речеме дека забележувате зголемена дискусија за екопријателска мода. Ако сте бренд за облека, сега е вашата шанса да ја истакнете вашата етичка набавка или да лансирате зелена линија. Слушањето ви кажува кога и каде да се вклучите во разговорот. А за време на кампањи, слушањето помага да се коригира насоката. Ако нешто е со погрешен тон или збунувачко, ќе ја фатите негативната реакција навреме. Ако нешто е популарно, вложете уште повеќе во тоа. Значи, без разлика дали станува збор за пораката, медиумското пласирање или тајмингот, социјалното слушање го прави вашиот маркетинг одзивен, релевантен и впечатлив. Кога работите ќе требнат наопаку, тајмингот и тонот сес. И токму тука социјалното слушање блеска. Да речеме дека се случува пробивање на податоци. Слушањето ви кажува колку е голем проблемот и зашто се грижат луѓето. И какви лажни информации може би се шират. Една компанија откри дека корисници на Reddit дискутираат за потенцијален безбедносен баг. Нивниот тим за социјални мрежи го забележа тоа рано преку слушање, ја информира и екипата и го реши проблемот пред да ескалира. Тоа е избегната криза. Слушањето помага и во обликувањето на вашиот одговор. Ако луѓето најмногу се лутат поради доцнење на рефундации, осигурете се дека вашиот јавен одговор ќе ја нагласи транспарентноста околу рефундациите. Ако гневот го засилува еден инфлуенсер или новинар, контактирајте директно со него. И откако вашата изјава ќе биде објавена, продолжете да слушате. Дали ја смири ситуацијата или предизвика уште повеќе критики? Повратните информации во реално време ви овозможуваат да правите измени. Може би ви треба уште една објава или појасен дел со често поставувани прашања. Фак. Најважно, покажувањето дека навистина слушате може само по себе да ја разоружи ситуацијата. Ги слушнавме вашите грижи и еве што правиме тие моќна порака. Тоа покажува скромност и одговорност. Накратко, социјалното слушање дава на вашата преекипа информации за да биде прецизна, проактивна и човечка тогаш кога е најважно. Па, како да знаете дека вашата стратегија за слушање функционира? Постојат неколку клучни метрики и пристапи. Обем и удел на глас. Дали повеќе луѓе зборуваат за вас? Дали се споменувате повеќе од вашите конкуренти? Оценка на сентиментот. Дали тонот на тие разговори се подобрува? Дали позитивниот сентимент порасна по вашето последно ажурирање? Време на решавање и задоволство. Дали побрзо реагирате на социјални прашања? Дали добивате јавна благодарност од клиенти? Исход од преземените акции. Дали промените што ги направивте, например, ажурирањето на политиката за враќање, доведоа до помалку поплаки? Перформанси на кампањата. Дали некоја маркетинг измена инспирирана од социјални повратни информации го подобри ангажманот или стапката на кликнување? И не заборавајте на квалитативните докази. Снимки од екранот со пофалби од клиенти, твитови со благодарност или спомнување на блогови, сето тоа е важно кога ја раскажувате приказната за вашиот ефект. Многу компании поставуваат внатрешни контролни табли за да го следат ова. Например, ако вашето слушање помогна при воведување на нова функција, продолжете да го следите расположението по лансирањето за да видите дали се намалуваат поплаките или се зголемува пофалбата. Кога е можно, поврзете го тоа со деловните KPI. Подобрено задржување, зголемена продажба, подобри импс резултати. Социјалното слушање не е само мека вештина. Тоа носи вистински деловни резултати. Ајде да завршиме со неколку вистински приказни за да го потврдиме ова. Лего се обрати кон својата возрастна база на фанови, лансирајќи понапредни комплети и зголемувајќи ја нивната привлечност со STEM, сето тоа благодарение на слушањето на онлайн заедниците. Голема телекомуникацијска компанија забележа поплаки за чекорите за активација. Тие ги поедноставија упатствата, поплаките се намалија, а задоволството порасна. Една компанија за пијаваци рано забележа знаци дека нивната кампања не функционира. Тие ја пренасочијат среде кампања,
врз основа на повратните информации од слушателите, спасувајќи нешто што можеше да биде неуспех. И тоа е поентата тука: слушај, учи, делувај, па пак слушај. Социјалното слушање не е само канал за повратни информации, туку е компас. А кога бизнисите го третираат така, интегрирајќи го во одлуките за производи, маркетинг стратегијата и корисничкото искуство, тие не само што остануваат релевантни, туку и напредуваат. Нашата последна порака е: не дозволувајте увидите да останат само во извештај. Споделете ги, делувајте според нив, враќајте им се повторно и секогаш прашувајте: што значи ова и што да направиме понатаму. Ви благодариме што се приклучивте на час 4. Сега го завршивме модулот за социјално слушање подкрепено со вештачка интелигенција. Во следниот модул ќе разгледаме рекламирање на социјалните мрежи управувано од вештачка интелигенција. До тогаш, продолжете да слушате и дозволете вашата публика да ја обликува вашата стратегија.